Добро вечер, почитувани, следите за или против на Алфа. Ви благодарам за довербата. Европската унија за летово најави дека има план за најголем одговор на пожарите. Но што прави Македонија? Колку изгубивме, а што спасивме од македонските шуми? Дали дрвокраците се ситат на изгорените површини? Во за или против одговори барам од заменик директорот на националните шуми Кире Михаилов. Добро вечер и ви благодарам што прифативте поканата. Добро вечер. Најнапред ви благодарам за тоа што еве ќе дозволите на граѓаните да им одговориме на сите оние прашања кои што сметам дека треба да им ги одговориме. Така, речиси да е започната сезоната на пожарите, веќе имаме неколку активни пожари во повеќе депонии во Македонија. Со какви капацитети национални шуми ја пречекуваат оваа сезона? Токму така, кога станува збор за пожарите, јас и деновиве, не знам, дадов една таква изјава, сметам дека веќе Македонија се наоѓа во една специјална војна. Впрочем, тоа е нешто кое што го видовме изминативе 2 години. За жал и покрај ниските температури, релативно ниските температури во месеците април и мај, сепак имаме еден поголем интензитет на пожари. И ова кое што го кажавте, последниве денови веќе гледаме дека има неколку активни пожари на неколку депонии. Значи, гори депонијата во Радовиш, иако нели таа е веќе целосно ставена под контрола и изгаснате пожарот, меѓутоа многу е важно да напоменеме дека таму 3 пати, нели, случајно или не, се појавуваше тој пожар. Она кое што сакам да го потенцирам на самиот почеток на оваа емисија е, би сакал да ги коригирам сите оние кои што известуваат за пожарите, деновиве гледам постојано надписи низ медиумиве, во кои што читам дека се запали депонијата оваа или се запали планината таа. Значи, за жал, вистината е сосем друга. Ја палат, значи таа сама ниту се запалила, ниту ќе се запали никогаш. И не само таа депонија, значи сите сме сведоци дека и Штипската депонија постојано ја палат. Знаете дека до пред некој ден исто така гореше и депонијата во Куманово, депонијата Краста, која што е една од најголемите, и уште неколку депонии. Она кое што е многу битно да го напоменеме е тоа што во изминативе 2 години огромна бројка од шумските пожари дојдоа токму од овие пожари кои што настанали или во депониите, или надвор од шумското земјиште. Пред се мисли на земјоделските површини, онаму каде што имало растителни отпадоци, за жал, кои што нашите земјоделци покрај тоа што ние постојано апелираме дека не се тие агротехнички добри мерки, палењето на остатоците, сепак се уште тие во огромна мера го прават тоа и секако од одредени пасишта, каде што одредени луѓе кои што се уште имаат сточен фонд, значи палат површини за да се појави, нели, нова зелена трева. Тоа е она кое што во изминативе 2 години сме го детектирале, затоа што не дека тоа порано не се случувало, меѓутоа со оглед на тоа што јас правев некоја анализа заедно со Трајче, заменик генералниот на ЦУК, и видовме дека во изминативе 10 години, од 2014 до 2024 имало поднесено само 20 пријави по однос на пироманство. За жал, сликата не била таа, не била вистинска, меѓутоа еве 2024-2025 имаме една огромна промена во тој дел, значи имаме огромен скок во однос на поднесени пријави. Како што знаете вие медиумите, ги следите тие трендови, ги следите бројките, видовте дека преку 60 лица беа поднесени соодветни пријави, без разлика дали тоа се нели кривични веќе, дали се уште се работи на одредени докази по однос на тоа, меѓутоа имаме една сериозна бројка која што покажа дека сепак пожарите во минатото не биле случајни. Со какви капацитети ја пречекувате оваа година како национални шуми? Имате ли недостаток од кадар? Така. Ние како јавно предпријатие пред некој ден излезе и официјален нели податок дека имаме некаде околу 1400 вработени. За волја на вистината, бројката со која што во моментов располагаме како вкупен број на вработени се 1380. Она кое што е многу важно да го напоменам, пред 2 години кога дојдовме како ново раководство во предпријатието, едно што немаше плати и придонеси,
сите возила без малку беа оставени на милост и немилост. Булдожерите кои што ги имаме во една солидна бројка беа буквално распаднати, само неколку, мислам дека 3 или 4 беа во функција. Така да начекавме една, би рекол, руина. Она кое што го работиме овие 2 години е, би рекол, од плаќање на она кое што го затекнавме, пред се конкретно во однос на ова прашање, значи сервисиравме се она кое што можевме да го сервисираме и можам да кажам дека во овој момент, значи располагаме со околу 500 вработени наши, значи 450-тина, кои што се соодветно обучени за справување со пожарите. Поголем дел од нив имаат и соодветна опрема. За волја на вистината, околу 100 дела се тие кои што ги набавивме годинава, а останатите без малку 280 беа кои што се набавени 2016 година. Значи тоа е вистината, значи она кое што го имаме на располагање е тоа. Покрај сето ова, значи и ние, видете вака сега, ние како предпријатие, тоест нашите 30 подружници, работат врз основа на оперативни планови. Секоја подружница на почетокот на годината изготвува оперативен план, врз основа на кој план добро се знае колку луѓе треба да бидат на располагање, какви возила специјализирани, нели, каква опрема имаме, се мисли на претњачи, тоа се грбни прскалки за справување со пожарите, на оние метли кои што се челични и така натаму и така натаму. Значи ние во моментов, покрај тоа што имаме околу 500 обучени луѓе, ние имаме уште 200 и повеќе кои што би ги ставил во онаа втора линија или би ги нарекол оние кои што се секундарни наши вработени кои што би вршеле дотур, би вршеле останати активности, асистенции, меѓутоа не би биле на првата линија, затоа што многу добро законот опишал кои и какви луѓе треба да бидат на онаа прва линија. Значи треба да бидат сразмерно со годините, нивната, нели, возраст, обука и така натаму, затоа што, нели, еве за жал Македонија во изминативе неколку години е сведок на одредени Да, тоа сакав да ја прашам, со оглед на тоа дека имаме ние доста пожари, односно на повеќе места избиваат истовремено. Дали овој број од 500 обучени за првата линија со пожарите е доволен број со оглед на тоа дека ако имаме предвид дека ни недостасуваат и пожарникари? Така. Видите, јас зборам за бројка која што ја поседуваме ние како наши вработени. Тука на оваа бројка кога ќе ги додадеме и територијалните противпожарни единици кои што во секој град се сериозно опремени и имаме појава на еден, би рекол, нов тренд, за мене многу битен и јас сум среќен што тоа се случува кај нас, а тоа е појавата на се повеќе доброволни противпожарни друштва. Јас тука го гледам, би рекол, да не кажам спасот, меѓутоа она кое што во иднина во огромна мера ќе ја смени сликата во однос на справувањето со пожарите. Сега, што значат тие доброволни противпожарни друштва? Ако на приказната наша или на прашањето со што располагаме, ние во моментов рековме имаме 500 вработени, кои што може во првата линија, во првиот момент, ако ги поделам територијално, еве да ја земам Струмица како подружница, ја имаме Радовиш, го имаме Валандово, Гевгелија, па и Штип, па и Берово дозгоре. Значи во моментов ние може да дојдеме до една бројка од околу 50 луѓе со неколку специјализирани возила, инаку ние во Република Македонија во моментов располагаме со околу 30 специјализирани возила. Зборам возила, тоа се Great Wall возила на кои што има вградено специјални пумпи кои што носат малку поголема количина вода и нели сето она друго кое што треба да се однесе до местото на кое што е пожарот со нели неколку седишта. Истото тоа возило може во моментов да пренесе 5 луѓе и едно поубаво, би рекол, поголемо специјализирано возило кое што се наоѓа во Кавадарци. Значи кога на сета таа бројка би ги додал оние преку 130 теренски возила кои што ги имаме, а секако истите ги користиме и за оваа намена. Значи истите нели се со добар солиден багажен простор во кој што може исто така да се носат овие уродија, би рекол, со кои што ќе се справуваме со пожарите. И доколку на сета таа бројка, значи, ги додадеме и пожарникарите кои што се од локалните територијални противпожарни единици и овие новоформирани доброволни противпожарни друштва, тогаш доаѓаме до една солидна бројка. Видете, најважната приказна во моментов е раното детектирање на пожарите. Доколку ние
нели како држава, успееме да створиме еден механизам за рана детекција на пожарите, тогаш јас ве уверувам дека нема да има пожар со кој што ние не би можеле да се избориме. Доколку било кој пожар излезе од рамки на, би рекол, на нормално едно однесување, тогаш и 500 луѓе кои што ги имавме на дневна основа на пожарот како што беше Готен, Николич и така натаму, се малку. Доколку ние рано го детектираме пожарот и реков дека имаме специјални возила, имаме теренски возила, имаме бројка на луѓе кои што веднаш во првиот момент би дошле на онаа позиција каде што треба, тогаш верувајте дека ниту еден пожар нема да може да ни излезе од контрола. Меѓутоа овде морам да подцентирам дека годинава за жал имаме сериозно врнежлива пролет. Тоа нам ќе ни направи огромен проблем. Зошто? Затоа што овие дождови во огромна мера ќе ја пораснат тревната вегетација. А знаете дека тревата е таа која што е најголем преносител на пожарите. Значи, кога некаде би се појавил пожар, преку таа трева многу лесно се шири и кон планината, и кон останатите правци, така да најголемиот проблем со кој што ние ќе се соочиме ќе биде тревата. Токму затоа јас постојано апелирам до граѓаните да секаде каде што имаат можност да ја косат таа тревна вегетација, без разлика дали тоа е во околу нивните земјоделски површини, дали тоа е околу нивните викендици кои што ги имаат по планините, дали тоа е околу нивните имоти, без разлика каде и да се. Морат да го направат тоа затоа што претпоставувам ќе ме прашаш понатаму, затоа што најголем дел од пожарите за жал се од човечки фактор. Токму така, со оглед на ова досега кажаното во однос на тревната вегетација, кои региони се најризични годинава за пожари? Така. Видете, не постои регион кој што е поризичен или помалку ризичен. Од она кое што се случи еве минатата година, најпрвин да се изразам така гореше истокот. Да. Добар дел од граѓаните обвинуваа дека тоа е некое смислено сценарио да некој го запали истокот. Меѓутоа не беше така, затоа што нашиот исток беше минатата година подложен на што помалку врнежи во однос на западниот дел. И токму тие врнежи кои што ги имаше во западниот дел ја држеа тревната вегетација во кондиција и онака зелена во однос на оваа која што беше во источниве наши региони каде што многу побрзо се исуши и таму почна да се појавуваат пожари. Тоест, видете, пожарите ги има, меѓутоа прашањето е колку и како ние ќе се справиме со нив за да нели тие бидат видливи за граѓаните. Ние и денеска можеби, еве денеска е врнежливо, меѓутоа деновиве имаме пожари, за волја на вистината годинава, еве го веќе сме 6-ти месец, покажавме дека сме во сериозен подем и сметам дека многу подобро се справуваме со нив во однос на изминативе години. Значи, на прашањето кои региони би биле поризични, самата временска прогноза, самиот временски интервал кој што следи ќе ни го каже, затоа што онаму каде што ќе се намалат врнежите, онаму каде што требата што побрзо ќе биде сува, таму веќе при појава на евентуален пожар тие полесно ќе се шират и еве за граѓаните ќе биде видливо дека таму и таму имаме или дај Боже да ги немаме. Да, координацијата помеѓу институциите е најважна, се чини и во рано откривање и во брза интервенција. ЗЕЛС веќе формираше кризен штаб кој што сезонава на пожари треба да оперира од страна на градоначалниците и распределувањето на капацитетите со кои располагаат. Дали спојувањето на Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи ќе го заокружи овој процес за единствена координирана акција против пожарите и во кризни ситуации и други. Така. Локалната самоуправа е еден од многу битните сегменти во однос на справувањето со пожарите, иако ние сега збориме за шумски пожар, сепак самата општина има обврска да учествува во справувањето со тој пожар кој што се наоѓа на нејзината територија. Општо познато е дека по закон при појава на пожар веднаш на лице место први доаѓаме ние како јавно претпријатие Македонски шуми и територијалната противпожарна единица. Доколку тој пожар ние не го ставиме под контрола и излезе малку
во поголеми размери, тогаш веќе се вклучува и самата општина со формирање на општински кризен штаб, каде што се вклучуваат и другите институции, кажавме тука е ДЗС и ЦУК и така натаму. И затоа треба на самиот почеток, значи општинските сили да бидат на линија. Овие доброволни противпожарни друштва кои што ги споменав се за волја на вистината помогнати токму од општинските власти и тие се тие кои што иницираат нивно појавување. Значи помагаат во делот на нивната едукација, помагаат во делот на нивното осовременување, значи ги обезбедуваат одредени возила без разлика дали се од донации, меѓутоа општините и самите градоначалници со нивниот авторитет, помагаат да таа приказна расте. Нашата комуникација со институциите кои што всушност не детектира приказната пожар секој пат била и ќе биде на едно огромно високо ниво. Она кое што го споменавте, значи спојувањето на ДЗС и ЦУК во една институција секако ќе биде од голема полза. Зошто? Затоа што не е исто кога пристапуваме на еден проблем како 3 или 4 различни институции и не е исто кога тоа ќе го потегне една или две. Знаете, се појавил пожар, кој треба да известиме? Па ЦУК, па ДЗС, чекајте додека тие се искоординираат, па има, нема. Па ако се случи да има некое разидување во однос на некое размислување на раководни кадри, тогаш тоа е сето губење време. А јас ви кажав, најдобар момент и најважно во однос на справувањето со пожарите е поимот време. Тоа е она кое што ние треба да го скратиме. Значи, доколку ние таму имаме една институција, еден центар кој што ќе управува, тогаш ќе биде многу полесно. Сите сили во однос на тие институции ќе бидат под една команда и многу полесно ќе доаѓа командата до секоја една алка, би рекол, во тој систем и многу полесно ќе го надминеме терминот, она време кое што ни треба, да дојдеме од канцелариите или од онаму каде што им се возилата, опремата, до самото лице место каде што ќе треба да се справиме со она кое што се појавило на терен. Искрено мислам дека ќе биде од огромна полза тоа што овие две институции ќе се спојат и како што знаете, исто така во владата се работи на одреден закон во однос на изготвување, во однос на справувањето со катастрофите. Тука секако спаѓаат и пожарите и мислам дека во иднина ќе има добро детектирани правила по кои што ќе мора сите институции да движиме при појава на евентуален пожар или што иде. Што треба да се преземе и во однос на раното откривање на пожарите? Имаше некои специјални дронови кои што селектираат потенцијален пожар или пак евентуално веќе избиен пожар кој што е во мали размери, па брзата реакција секако ќе го спречите да се прошири. Така. Видете, во 21 век сметам дека е многу лесно да се детектира рано пожарот, без разлика каде иде. И на највисокиот врв, каде што нема луѓе, кај што има само животни, преку сателитите од ЕФИС или од што иде, може многу лесно да се детектира пожарот. Ние во моментов имаме со одредена опрема, значи не само ние како јавно предпријатие, имаме дронови, и МВР поседува одредени дронови и овие институции кои што ги споменавте, предпоставам дека веќе размислуваат за набавка на таква опрема која што ќе биде најсоодветна за рано детектирање на пожарите. Тоа е она кое што најнеминовно ни треба во моментов. Ние во моментов, значи нашите шумочуварски служби се постојано на терен. Тие се тие кои што први го детектираат пожарот, меѓутоа не секогаш и не секаде се тие присутни. Видете, ние не можеме физички да ја покриеме целата територија на Република Македонија. Македонија, знаете дека има преку 2,5 милиони хектари, од кои што преку 1.100.000 хектари се шума. Значи 42% од Македонија е шумско земјиште. Сега, ние мораме да имаме армија од луѓе за да буквално се најдеме секогаш, секаде. Така да, набавката на овие, би рекол, дронови, набавката на овие материјали, правењето соработка со институции кои што поседуваат сателити, во огромна мера ќе ни го овозможи раното детектирање на пожарите и тоа е она кое што повторно по трет пат во емисијава ќе споменам, е еден од најбитните сегменти за што побрзо справување со каков и да е пожар, без разлика тој каде и да се појави. Дали ќе има ограничување за движењето во македонските шуми и од кога би било тоа? Така, па јас искрено
мислам дека ќе има, иако јас, еве, мојот став конкретно во однос на тоа е малку поразличен. Јас искрено сметам дека одредени групи на граѓани кои што постојано движат низ шумите, пред се мислам на планинарите, пред се мислам на ловците, пред се мислам на други таргет групи кои што генерално движат низ шумите, мислам дека е добре дојдено да бидат што почесто низ шумите. Знаете од која причина го споменувам тоа? Затоа што некој пожар кој што ќе се појави некаде, ако во моментов имаме човек во близина на пожарот, тој може да се изгасне со 5 литри вода или со едно гранче, како што гаснеше, нели, генералот. Меѓутоа, доколку тој пожар не стигнеме до него за еден час, тој може да зафати површина од неколку стотици па и километар можеби, така да тогаш тешко се става под контрола такво нешто. И токму од тие причини сметам дека, нели, доколку ја има таа забрана, сметам дека ќе ја има, затоа што и оваа година е најавено температурите да бидат релативно високи, дури и повисоки во однос на минатата година, значи за одреден степен, да тие луѓе, да кажам, им овозможиме да слободно се движат низ шумата, затоа што, нели, ете, планинарите како планинари уживаат и во топлите летни периоди да ги посетуваат нашите планини, нашите врвови. Доколку некаде се појави пожар и ние низ планината имаме и од тие структури, тогаш може, нели, полесно да дојде и до гасење на самата појава на некој пожар некаде. Сега за тоа кога и каква ќе биде одлуката во однос на забраната за движење во шуми, ќе почекаме. Таа одлука ја носи Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство врз основа на одредени анализи кои што се надевам, нели, ќе ги направат што побрзо и граѓаните ќе бидат навреме известени за тоа што ќе следува во летниот период. Да, изминативе години меѓумерно застува за големи изгубени површини во шумските пожари. Освен ниска вегетација, гореше и висока борова шума, што е потребно многу години да се врати во таа состојба во која сме изгубиле. Што прават национални шуми во однос на пошумувањето? Токму така, Вики. Македонија, како што кажав, е богата со шуми и со шумски фонд. Значи, ние имаме преку 1.100.000 хектари под шума. Најголем дел од таа површина е државни шуми, останатите околу 100-120.000 припаѓаат на приватници, на оние национални паркови, заштитена подрачја и така натаму. Сега, најголем дел од тие шуми се листопадни шуми. Значи, некаде околу 65% во Македонија шумите се листопадни. Еден мал процент, од 7 до 10% се иглолисни. Меѓутоа, најголем удар со пожарите токму тие шуми добија во изминативе години. Бројките се немилосрдни. Меѓутоа, јас постојано се обидувам да објаснам на граѓаните дека онаа бројка која што ние ќе ја кажеме во однос на зафатена површина не е бројката која што ја оштетила целата таа дрвна маса. Значи, во 2024 година ние излеговме со официјален податок дека преку 61.000 хектари во Македонија беа зафатени, зборам само за шуми. Знаете дека таа 2024 само во месеците јули и август имавме околу 2000 пожари, зборам пожари на целата територија, без разлика дали се шума, дали се пасишта, па и во урбани средини. Сега, од тие пожари, кои што до крајот на годината се случува, 250 стана шумски пожари. Во тие 250 шумски пожари, значи, беше зафатена површина од преку 61.000 хектари. Или, на тие површини, ние вкупно во Македонија имавме преку 635.000 метри кубни дрвна маса. Сега, да, сега прашањето и одговорот. Она кое што јас сакам да им потенцирам на граѓаните е тоа дека не целата дрвна маса е уништена. Значи, споменавте дека да, гореше и во високо квалитетна шума, гореше и во ниска, слаба, деградирана шума, шикари и така натаму. Значи, онаму каде што шумите се високи и квалитетни, во најголем дел пожарите беа приземни, значи гореше листењак, некаде трева. Верувајте дека ако некаде помине пожарот приземно или ако во одредена површина поминал ноќе, таму штетата од тој пожар е многу минимална. Меѓутоа, ние во однос на таа површина, нели, пресметката ја правиме дека да, пожарот зафатил толку и толку површини. Сега,
колкава ќе биде штетата, дополнително утврдуваме откако ќе се заврши целиот пожар, значи на одредена површина. После тоа нашите служби излегуваат, прават записници конкретно, значи се работи за луѓе кои што се стручни во однос на тоа. После нас доаѓа Државниот инспекторат за шумарство и ловство кој што дополнително утврдува, нели, што всушност се случило, колку е оштетена самата шума. Јас морам да потенцирам дека ние во овие 2 години во најголем дел од пожарите шумите ги оставивме да се самообноват или реинкарнираат оному каде што реално пожарот бил многу приземен. Ние не настапивме секаде со сечење како што за жал во минатото се случувало. Во минатото имав сознание дека секаде каде што ќе се појавило и најмало жарче, шумите веднаш се чистеле. Најверојатно по некоја ниска цена. Претпоставам дека службите се уште работат на одредени предмети по основ на нешто кое што го имавме како некаква навигација. Меѓутоа, она кое што морам да го потенцирам, а е важно за граѓаните и треба да го знаат, е тоа дека ние таа политика ја сменивме. Не сите шуми се сечат веднаш по пожарите. Значи, онаму каде што и окуларно се гледа дека шумата е навистина оштетена, би рекол од доле до врвот, тогаш тука нема друго чаре освен да го исчистиме, затоа што пак нели таа шума ќе привлече одредени паразити кои што после тоа нели ќе го фатат и оно кое што е здраво околу нив. Меѓутоа во најголем дел ние, добар дел од тие шуми ги оставаме да се самообноват и тоа се случува. Инаку знаете како што нели човекот го зафаќа просторот за живење, така и шумата се бори за просторот. Колку и да звучи неверојатно, шумскиот фонд во Македонија се зголемува. И покрај тоа што имаме огромна бројка нели на пожари, и покрај тоа што имаме сериозни бројки во однос на дрвократството, сепак шумскиот фонд во Македонија од година на година се зголемува. Јас тоа би го нарекол и пред се причина за тоа и тоа што огромна бројка од нашето население се иселува. Значи ние генерално не сме многу населени. Пред се нели граѓаните гледате дека се сконцентрирани во големите градови, во урбаните средини. Оние села кои што ги имало во минатото во ридско-планинските места се напуштени. Оние површини кои што се обработувале во минатото како земјоделски површини и во самите планини се напуштени и верувајте дека тие места сега кои што во минатото биле голини, сега се веќе шуми. И токму од таа причина ви кажувам дека шумскиот фонд во Македонија се зголемува. Сега, што правиме ние? Знаете дека ние како предпријатие имаме одредени законски обврски по однос на тоа колку ќе се посече, сразмерно на тоа имаме нели одредени табели врз основа на кои мораме да пошумиме. Ние се она кое што ни е дадено како обврска го завршуваме, без разлика која и да е година, затоа што доколку пак не го исполниме, инспекторатот не ни дава можност да работиме понатаму. Значи ние сме врзани со исполнување на тие обврски. Сега, не само што ги исполнуваме обврските, во последниве неколку години најверојатно причина е тоа што граѓаните ние им овозможивме да бидат на прва линија со тоа што се случува со пожарите. Најголем дел од нив се појавија како интересенти да помогнат во однос на обновата на шумите, во однос на пошумувањата и има сериозен број на општо одговорни компании кои што заедно со нас се појавија да финансираат одредени површини. Значи, тоа се површини кои што се надвор од оваа законска рамка која што ви кажав дека нели ја имаме како обврска и го работиме тоа. Меѓутоа, морам да напоменам дека бројките во однос на минатото се сепак мали. Ако се вратиме во 80-тите години, тогаш во Република Македонија зборам на годишно ниво се пошумували преку 10.000 хектари. Како доаѓаме на овamo веќе после 2000-та година, тие бројки се во огромна мера намалени и се дојде некаде докај 1000, 1500, 2000 можеби хектари годишно. После 2006 година, знаете дека имавме една акција Ден на дрвото. Со Денот на дрвото дојде до едно зголемување на тие бројки, кои што нели годишно зборам се пошумува и доаѓавме до некоја бројка од над 3.500-4.000 хектари годишно, за да после Денот на дрвото, после 2017-18 година, повторно дојдеме до некоја бројка која што е 1000 и дури под 1000. За жал,
Во 2022, 2023, па и 2024 година бројките кои што се во однос на пошумувањето се некаде околу 500 хектари годишно зборам. Значи дали се тие 600, 650, меѓутоа тука се движи и искрено мислам дека треба да работиме на зголемување на тие бројки. Оваа година, зборам за 2025-та, ја завршивме со 540.000 хектари. Зошто? Таа е бројка која што е релативно мала, меѓутоа морам да кажам дека ние и покрај тоа што имаме сериозна бројка на расадници, зборам како јавно предпријатие, кои што може да продуцираат на годишно ниво милиони садници, ние во 2024 затекнавме затворени расадници. Еве ќе земам пример, ако расадникот во Струмица во 2012 година имаше 2,5 милиони садници производство, во 2024 го затекнавме со 35.000. Тоа е. Прашањето дали дивокраците се ситат на опожарените површини е прашање кое го одговарате веднаш по рекламите. Тука правиме кратка пауза, но не го менувајте каналот. Се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад, следите за или против на Алфа, а вечерва во студиото мој гостин е заменик директорот на Национални шуми Кире Михајлов. Застанавме до дрвокраците. Колку од овие пријави кои што се поднесени за осомничени или обвинети за подметнување пожар доаѓаат токму од групациите, односно таа група на дрвокраци кои што оперира во Македонија? Така. Па искрено, секако има поврзаност помеѓу овие групи, меѓутоа би рекол и дека добар дел од овие групи се токму различни. Значи, оние кои што се бават со дрвократство, се бават со дрвократство. Оние кои што се пиромани, се пиромани. Дел од пироманите знаете дека имаат психички нарушувања, претпоставам дека тоа го прават поради тоа, а дел имаат и други намери, како што нели и самите граѓани знаат, да дојде одредена фирма или човек до одредена поевтина дрвна маса. Би рекол дека дрвократството, јас ќе го одделам од пироманството затоа што оние кои што крадат во шумите, крадат високо квалитетна шума. Не им треба шумата да биде опустошена и изгорена за да ја крадат. Тие влегуваат и ја крадат квалитетната. И како и пожарите, тие оставаат еден трак со кој што во огромна мера го уништуваат биодиверзитетот. Значи, она кое што морам да го потенцираме е дека бројките кажуваат дека во огромна мера се намалува таа бројка на дрвократци и јас искрено сум реално горд на тоа, затоа што сум еден од оние кои што заедно со службите, значи тука ги ставам шумската полиција, МВР и сите останати, сум најчесто на терен. Значи, бројките велат дека ако во 2022 година во Македонија имало околу 3800, зборам 3729 поднесоци по однос на непознати сторители како дрвократци и некаде околу 300 безмалку познати, значи се работи за бројка од околу 4000. Во 24-та имаме веќе некаде околу 31% намалување на таа бројка, или имаме некаде околу 2700, мислам дека беа. Така да, веќе наредната 25-та, бројката по однос на поднесени пријави за непознати сторители е некаде околу 1700 со 180 познати. Значи, во огромна мера одиме во надолна линија. Најголема причина за тоа е нашето сериозно залагање во однос на борбата со дрвократството и тоа мислам дека секој еден граѓанин кој што го гледа може да го потврди и ќе продолжиме безкомпромисно со таа борба, меѓутоа се уште ги има. Не велам дека ги нема. Она кое што мене сериозно ме разочарува е тоа што во огромна мера дрвократците се уште имаат, би рекол, јатаци во институциите. И тоа е она со кое што во периодов кој што предстои сериозно ќе се заложиме. Ние не дека досега не сме го работеле тоа, меѓутоа сега сериозно ќе удриме на таа бројка на луѓе. Верувајте, многу е тешко да ние еве да кажеме 2-3 дена планираме некаква акција и кога ќе дојдеме на лице место да ги фатиме луѓето и ќе утврдиме дека некој пред нас ги покрил. Значи со документи или со нешто. Така да сме ангажирали 20 луѓе од неколку институции за да дојдеме до нешто кое што знаеме дека го направил, меѓутоа еве доаѓа некој паметен и пробува да го извади. Тие луѓе сметам дека ќе бидат на пиедесталот во однос на одговорност. И така ќе биде.
Имаше многу теории, нели, како што се палеле шумите, зошто се палеле. Одредени дрвокраци палат на едно место, крадат шума на друго место. Дали има капацитет национални шуми да одговори, односно да ги фати овие со однапред смислено сценарио за крадење на македонската шума? Така. Видете, ние како предпријатие, ви кажав, имаме нели околу 1380 вработени, значи околу 500 имаме или во одредена подружница имаме 10 до 15 луѓе кои што се обучени за пожар. Тоа не значи дека ние, ако некаде ни се појави пожар, дека целата наша структура ќе ја пратиме таму. Ние ќе ги обсервираме и другите. Меѓутоа, откривме во минатото дека има појави да одредени групи подметнале пожар на истокот за да може на западната страна на одредена подружница да крадат. Меѓутоа, видете, повторно ќе кажам, имаме механизми, има и дронови, така да никој не е мравка да се сокрие. Гледаме движењето, го гледаме она кое што некој го прави и она кое што посебно ме радува е тоа што еве конечно ќе го споменам предметот со Велешкото езеро, конечно имаме сериозни затворски казни. После години имаме досудено 5 годишни затворски казни и огромни парични казни. И мислам дека има уште неколку пресуди. Значи, тоа е она кое што ќе биде иницијална каписла која што ќе мора во огромна мера да ја смени свеста кај граѓаните. Затоа што во минатото, ако пред се судовите ги судеа сите оние кои што подметнале пожари како небрежност, не знам, по одредени членови, тоа нешто веќе се менува затоа што гледам дека и волјата кај граѓаните и кај институциите на едно огромно високо ниво да ние пожарот го ставиме во класата на тероризам. Она кое што ни се случи изминативе 2 години беше буквално тероризам. Луѓе не отруја. Значи, јас повторно ќе кажам, да запалиш една депонија во Арачиново, која што во најмала мера не само Илинден, Петровец и Газибаба, целото Скопје буквално, па и самото Арачиново, значи буквално го отруеше со месеци, сметам дека е сериозен тероризам. Не е тероризам само она кој што е нели класичен, го знаеме со пушки и така натаму. Така да мислам дека сите структури, вклучително и судско-обвинителската фела, веќе го менува начинот на однесување кон овие луѓе за кои што имаме сериозни материјални докази дека конкретно нели се причинители на пожари. Дај Боже па да фатиме нели некој кој што и конкретно го направил тоа, тогаш веќе сметам дека казниве треба да бидат, би рекол, доживотни. Не само тоа, не само што ќе го тераме ние цел живот да пошумува, треба да скапе во затвор, извинете на изразот. Меѓутоа, реалноста е таа. Нашите деца се трујат, сите се трујат. И минатата година имаше барем докази фатени на лице место. На Скопска Црна Гора имаше цели палети полиени со бензин како се палат. Имаше теории во јавноста и дека станува збор за некаква политичка игра. Дали е можно тука политичките партии со некакви своји луѓе и врски да предизвикаат ваква штета, не мислејќи на последиците кои не опфаќаат сите? Така, видете, има вистина во тоа. Има вистина затоа што очигледно беше по промената на власта, значи еве од моето назначување, значи во јули 2024, 10 дена после тоа некако волшебно почнаа дневно да се појавуваат по 50 на пожари. 30, 40, 50 на различни територии во Македонија. Мислам, тоа никој не може да ме убеди дека било случајно. И не само тоа, значи тој континуитет продолжи. Она кое што јас искрено во неврзан разговор со сите оние граѓани со кои што се среќававме во моментите на гасење на пожарите беше дека одредена група на граѓани се подсмеваа на моментот дека еве ние не можеме да се справиме со пожарите. Значи очигледно тука станало збор за некаков тест на институциите. Сега ако некој ги тестира институциите, тогаш по логиката на нештата е дека тоа би биле структури кои што се надвор од институциите или надвор од власта. Токму како што кажавте, значи сериозен сомнеш имаше дека одредени политички партии стојат зад можеби не палење, меѓутоа некакво наведување на одредени структури да палат. Мислам дека имаше и конкретни докази, беа фатени некои луѓе кои што беа и членови на политички партии, пред се на опозициони, и за истите не знам докај се постапките, меѓутоа тоа веќе укажа на фактот дека има вистина во Моабетов. И за жал, ние нели 2024 едно што начекавме
предпријатија без плати и придонеси, едно што, како што кажав јас, гасеа буквално на папучи и на влечки, ние се соочивме со 50 пожари дневно. Сега што да ви кажам, како требаше ние да постапиме? Секако бевме виновни. Ако не ги пратиме луѓето, граѓаните ќе не обвинеа дека ние не се грижиме за државата и за природата. Со тоа што ги пративме, ние бевме изложени на сериозен ризик, дека ако некој се повреди, не дај Боже, тогаш одговорноста ќе беше на сите нас. Јас честопати бев инцидент командир во тие акции, значи ако не дај Боже некој од нашите вработени со несоодветна опрема се повредеше или добиеше изгореници, тогаш знаете дека одговорноста ќе беше и моја. Меѓутоа, еве, бидна што бидна, јас неколку пати зборувам на оваа тема и сум им крајно благодарен на сите оние кои што беа вклучени во справувањето со пожарите, без разлика дали беа тоа нашите вработени, дали тоа беа пожарникарите, дали тоа беа општинарите, дали тоа беа приватните фирми кои што излегоа на нашиот апел и повик. Знаете дека 24-та ни изгоре огромен дел од Серта. Тамо, ако не беше механизацијата која што на повик на градоначалникот Иван Јорданов се појави со десетина булдожери, па Драгоево и Селце можеби ќе ни изгореа. Николич за влакно помина, значи тамо во Николич имаме еден капацитет за производство на железо, кој што, како да ви јас, кога се ежам, кога ќе помислам што може да се случи тамо, тоа беше буквално бомба. Значи, ако тамо се запалеше фабриката, верувајте дека Дојанското езеро ќе го снемаше. За жал, ќе имавме и жртви. Така да, нека размислат граѓаните во иднина. Сериозна е оваа тема на која што зборуваме. Секој смета дека може да го контролира огинчето, меѓутоа верувајте дека природата е немилосрдна. Потребно е мало ветрче да го извади од контрола она кое што го запалиле и во нивниот двор, и во нивната викендица. Ние во минатото имаме примери во кои што примери за жал се случија кобни последици. Не е само пулс. 2012 година во Струмица имаше пожар еден, кој што започна од дворна куќа, каде што една госпоѓа запалила некој алишта, сакала да ги изгори. Тоа мало огинче предизвика еден огромен пожар, кој што, за жал, првично ги однесе белите дробови над градот Струмица. И не само тоа, таму имаше 4 жртви. Тројца наши вработени и едно момче од градот Струмица, кој што беше волонтер, загинаа во тој пожар. Така да, со огнот играчка нема. Затоа апелирам до граѓаните да бидат сериозно внимателни, оние пред се кои што нели движат по планините. Дали тоа се планинари, дали тоа се ловци, дали тоа се било какви љубители на природата, да не палат оган на отворено, затоа што верувајте дека многу лесно може тој да излезе од контрола. Втора работа, земјоделците ги споменавме на почетокот на емисијата. Не е агротехничка мерка да се палат страништата, остатокот од резидбите и така натаму. Многу лесно може и тоа да излезе од контрола, онаа висока трева да го однесе пожарот до првото пасиште, планина и така натаму. А за сточарите, ќе дојде момент кога повторно ќе излезе таа зелена трева без разлика дали нели тоа ќе биде сега или за еден месец, да не ги палат тие површини, затоа што последиците кои што остануваат после тие пожари се навистина катастрофални. Го отворивме повторно прашањето за опремата. Европската унија најавува годинава најголем одговор со оглед на температурите кои веќе имаат зафатено Европа, Велика Британија, веќе 17 жртви од високите температури измерени највисоки на островот. Дали државата првично доволно вложува во опремата за гаснење на пожари? Имавме едни специјални возила кои што беа трансформирани минатата година за гаснење на пожарите. Хеликоптери, недостасуваат пилоти, па посебни обуки. Дали треба посебно внимание да се обрне на овој сегмент? Видете, колку и да не признава јавноста, сепак сите видовме дека минатата година е репер за тоа дека ние како држава сериозно добро се справивме со пожарите. Ако во Албанија имаше и жртви, во Грција исто така, Турција видовте што се случи. Значи збориме за едни држави кои што, еве Албанија која тргнам, за Грција и за Турција, држави кои што се сериозно подготвени во оваа приказна со една невидено голема флота во однос на справување со овакви катастрофи, сепак имаа и жртви. За разлика од кај нив, кај нас, за волја на вистината, нешто немаше жртви, немаше ни повредени. И тоа е она кое што е најважно во приказната. Среќа. Најважно.
Иако беше на многу места опасно, меѓутоа луѓето се справија со катастрофата како што треба. Поучена од тоа, Европа лани гореше и Шпанија, гореа и други европски земји, поучени од тоа, видовте дека се спремаат, се подготвуваат со тоа што, нели, распоредија одредени сили кои што од овој момент ќе бидат на располагање со оној механизам кој што, нели, се вклучува по потреба. Ние како држава во текот на минатата година и покрај тоа што огромен дел од граѓаните ги смеваа оние возила кои што ги споменавте, специјализирани, сепак јас можам најодговорно да потврдам дека тие возила во огромна мера ни помогнаа. Јас бев честопати во акција со тие возила. Како што кажав, најголем бенефит во справувањето со еден пожар е да на лице место донесете поголема количина вода. Токму тие возила, пред се мисли на пинцгауерите, значи тоа се мали, сериозно, страшно подготвени возила за движење на секаде. Значи немаше препреки за нив. Тие возила истите ги употребивме и во справувањето со пожарот во местноста Софилари во Штрумица. Иако е урбана, сепак се работи за една местност во која што пред се има викендици и куќи и има огромни бавчи кои што беа затворени со огради, па огромни обраснати површини со капина, со дрвја. Тие возила влегоа секаде, преку се. И завршија за неколку часа тој пожар го ставивме под целосна контрола. Што значи, тие возила кои што претходно лежеле по депоата онака неискористени, сега добија сериозна намена и во огромна мера ни помогнаа. Ги има солидно на број, минатата година се покажа дека завршија голема работа, сметам дека и оваа година ќе бидат од огромна полза. Покрај нив, гледаме дека Македонија во последно време се повеќе добива и донации, пред се она кое што го споменав на почетокот, значи самите општински власти преку градоначалниците, со она меѓуопштинска соработка со другите општини од другите градови од надвор од Македонија, значи, прават договори и гледам дека огромен акцент става токму на барање на донации на такви возила со кои што понатаму, нели, се бориме со справувањето со пожарите. Сметам дека инвестираме доволно во овој дел, меѓутоа никој пат, нели, нема да биде лошо да имаме човек повеќе, опрема повеќе, возило повеќе, така да колку и да може да се опремиме, ќе биде добро и мислам дека е добро да ги имаме, но што помалку да ги користиме. Така, воздухопловите ни се проблем. Секако, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување веќе, нели, ги обучуваат, ги праќаат на обука во Шпанија, на 6-месечна годишна обука, се со цел да се, нели, побрзо да го добиеме кадарот што ни недостасува. Што е во национални шуми? Има ли соодветен кадар што ќе може актуелниот да го замени во следните години? За жал, тоа е еден од најголемите проблеми, тоа е едно од најгорливите прашања. Да, огромен дел од овие вработени кои што ги споменав и кои што се она иницијална каписла во однос на справувањето не само со пожарите и другите катастрофи, веќе лека по лека одат во подминати години и добар дел од нив веќе ќе дојдат до она граница годишна, после која што нема да може да бидат користени за гасење на пожарите. За жал, се помалку млади луѓе се пројавуваат интерес да доаѓаат кај нас како вработени. Пред се поради фактот што платите кај нас се сериозно ниски. И тоа е една од најболните точки, меѓутоа се ниски затоа што ние како раководство затекнавме, повторно ќе кажам, една руина и огромни долгови. Преку 80 милиони долгови затекнавме, нешто кое што се уште го, не само што го плаќаме, ние ќе ни требаат години за да излеземе на некаква површина. Значи, ние затекнавме преку 120 милиони неплатено ДДВ. Некој не го барал тоа од нашите претходници за да дојдеме, нели, во ситуација сега ние да направиме еден репрограм со кој што ние на месечно ниво плаќаме дел од таа стара обврска и секако се она кое што се јавува како ново тековно ДДВ и обврска секако го сервисираме. И не само тоа,
Значи проблемот е во тоа што еве и самиот регрес не бил платен за 23-та година и сега ние сме подложени на огромна бројка на тужби кои што дополнително го осиромашуваат нашиот буџет кој што ние реално би требало да го планираме за зголемување на плати на овие ново па и старите вработени кои што си. И токму затоа ние како институција сме сериозно неинтересни за нови кадри. И доаѓаме до еден проблем кој што мислам дека во наредниве години ќе биде доста поизразен, а тоа е немање кадар. Ние може да имаме какви сакаме возила и опрема, ако немаме кој да ги користи. Така да мислам дека генерално тоа е проблем со кој што се соочува и целата држава, не само кај нас во институцијата, гледам дека и други институции се соочуваат со проблемот немање пари, пред се заради тоа што повторно ќе напоменам, затекнавме една огромна дупка поради одредено недомакинско работење во минатото. Меѓутоа, еве да го оставиме она зад нас, нели да не се враќаме таму, да не политизираме. Ние гледате дека работиме и на справување со она кое што сме го затекнале и во однос на она кое што треба да го нели земеме како обврска или сме си го дале како обврска во периодов кој што доаѓа пред нас. Да заокружиме емисијата со еден апел до граѓаните со оглед на тоа дека температурите растат, а шумските пожари секако стојат како опасност за македонската територија. Што ќе им препорачате? Па она што го споменав еднаш или два пати во емисијата, би им препорачал на нашите граѓани да бидат посебно внимателни во периодов кој што предстои. Значи, палење на оган на отворено никако, доколку некој од нив детектира некаков оган, некаков чат некаде, веднаш нека извести 112, 192 или која и да е од институциите, ние ќе можеме веднаш во најбрзо време да се појавиме таму каде што треба. Треба да знаат дека без разлика дали пожарот кој што настанал е намерен или ненамерен, одговорност има. Значи да не се лутиме после едни на други, ама јас сакав да запалам скара, сакав да си го исчистам дворот, нивата, бидна шо бидна, не. Казните се веќе затворски и сметам дека повторно ќе кажам, треба да бидеме пред се одговорни граѓани, затоа што ова кое што се уништи е иднината не само наша, туку и на нашите деца и искрено мислам дека ние сме тие кои што треба да ја чуваме и да ја негуваме, а секако нели да се грижиме за нашата Македонија. Кире Михаилов, заменик директор на Национални шуми, ви благодарам за гостувањето на телевизија Алфа и се надевам се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам. Ви благодарам, почитувани, и вам за вниманието. Тука е крајот на вечерашното издание на За или против, а следното е утре вечер по централните вести. Имајте пријатна вечер.